Во мугрите на самата зора почина актерот млад и слугите, ангели Божии, го одведоа горе во небесни двори. Јас сум актер, глумец фини, ала Салвини. Пред тебе сум, Свети Петре, еурека, сакаш драма, смех ко река. Се смееше Петре, без див да зема. Извинете, во рајот и пеколот ниеден театар нема. Актерот рика и направи пеколна вика. Во кој век живеете, старче? Знаете ли вие за култура? Се намурти Петре страшно, собра леѓи и викна громогласно. Го гледате ли ова буша во воле, за задникот па доле? И од денес на ниеден актер ваму да не му го сетам здивот, а овој го казнувам во Скопје со 100 години живот. Јас мислам, драги слушатели, дека не беше тешко да се погоди кој е овој наш драг гостин кој сега се наоѓа во нашево студио и кому му ја посветуваме ова наша емисија. Сина риба, ама треба да се фати. Сте го слушале и гледале многу пати преку радиото, преку големиот и малиот екран во театарот. Као затворам целата околија, па врешето и сеј. Феке. Иако пред известно време го прослави 80-тиот роден ден, сепак духот за хумор не го напушта. Другар Прличко повели. Здраво, Иване. Како е здравието? Да бидеш или да не бидеш, прашање е сега. Биди еден ден по ова. Да. Другар Прличко, со стапувањето во патувачкиот театар на Михајло Лазич во далечната 1923 година започнува вашата артистичка кариера. Да се вратиме на тоа далечно време, пред скоро 6 децени, кога како 16-годишно момче тргнавте по патот послан со тргни сиромаштија. Значи, пак треба да бидам личен, пак треба да зборувам за себе. А знаеш ли, Иване, колко е тешко да зборуваш за себе? Но јас ќе се обидам. Чинам дека би сгрешил ако почнам да зборувам за своите први чекори, а да не го спомнам градот во кој сум се родил. А тоа е бунтовниот и револуционерен град Велес. Би требало да го спомнам и моето мало Којник, со кој е сврзано моето детство. Детски игри, гулабарници, детскиот театар, малскиот детски театар, што игравме за децата, влезни билети што беа, секој дете треба да скине од себе 3 копчиња. И знаеш што би сакал да ти кажам? Сакам да знаете од каде е тој мој прекор Прличко. Па повели, објасни го ако се. Знаеш ли, Иване, што е тоа пабирка? Јас лично не знам. Пабирка е кога сите домачини ќе го соберат беричетот од нивите, од лозјата, од овошцијата. Секогаш оставаат по 3 лози необрани, едно дрво необрано, и тогаш пабиркарите одат слободно да берат од нивите и од лозијата. Дедо ми Игно, со неговите врсници, одел така на пабирка, и сите имале магарења, а дедо ми немал магаре, а неговиот комшија имал магарица со прле, па му рекол: Игно, качи се ме нова прле. Дедо ми се качил и така остана да го вика Прле, Прличко. Ете и јас сега го влечам тоа прле толку години со мене.
По овој интересен детаљ би било добро сега да го започнеме разговорот, односно да одговорите на поставеното прашање. Да, 1923 година во мојот град пристигна театарот на Михајло Лазич. Тој чуден театарски свет за кој сонував уште како дете беше тука, во мојот град. Гледав актерите со големи пластрон врски, палари на главата, соопшивени ревери, бели камашни на кондурите и се представуваа со некои чудни реверанси. Аркачка, Арган, Рујглас, Цирано, Лир, Шајлок, Барабанцио, Хамлет, горди што се синови на една професија која никогаш нема да изумре. Постојано трчав по нив и ми ја нудев својата услуга. Ако за театарот требаше некој чилим, најубавиот ќе го украде во дома, ќе го однесе во театарот. Денес чилим, утре икона, корито, сукало, кандило, малку по малку, целата куќа е пренесол во театарот. Многу ме засакаа сите и ми понудија да дојдам со нив. И една вечер, после една опроштална представа, уште еднаш го погледнав моето мало којник од станицата железничка, уште еднаш го видов мојот велес и се отиснав со овој театар во свет, не знаејќи каде ќе ме стемни, а каде осамне. Колку што мене ми е познато, вие со театарот на Михајло Лазич прв пат пристигнате во Битола, а подосна станавте член и на неколку други патувачки трупи. Кои беа тие? Какви беа условите за работа во нив и воопшто да се обидеме накусо да ми ја приближим на слушателите атмосферата од тој период на вашето актерско творештво? Бидејќи се разболе примадоната на театарот Каќа Лазич, јас почнав да талкам по други театри, патуващи театри, во театарот на Никола Јоксимовиќ, повлашено покрајинско позориште, потоа бев член на театарот на Роберт Матиевиќ, тоа беше театар путувајќи од Загреб. Потоа бев член на хумористичните кабаретни театри, како што беа Сансуси, Бибабо, Карусели, во театарот на Чика Миша Милошевиќ. Овие театри не се дотира и не се финансира од државата, ами така беа оставени на милост и немилост на судбината. Се сеќавам еднаш во театарот на Чика Миша Милошевиќ, во Врњачка бања, дававме представа. Представата беше Звонар Богородична црква од Виктор Иго. Преку ден во Бавчата направивме многу убава сцена. Црквата Нотердам, пред неа водоскок. Сето тоа беше направено од хартија и сето тоа беше насликано. Многу убаво изгледаше сцената. Ама пред представата не сакаш ли кога заврна еден дош, една олуја, целиот тој труд, сите кулиси ги однесе све, остана сцената сосем празна. Чика Миша Милошевиќ викаше: грми, свети Илио, грми, ама грми на своја сметка, не на сметка на артистите. И така, вечерта ја замоли публиката. Овде беше Нотердам. Вели Чика Мишо: беше, ама го нема. Ветерот го однесе. А вие сега представете си дека го има и ве молам да не изслушате. И почна представата. Во раниот период, тоест некаде во 30-те години, на овој век, вие другар приличко основавте и своји патувачки театри, што ги нарековте Боеми и Сина птица, односно Плава птица во тоа време. Во нивната дејност, колку што ми е познато, беа вклучени низа познати имиња на глумата во тоа време, потоа голем број актери од Македонија, како и неколку пиеси од македонски автори. Па кажете ми за ова нешто повеќе. 1930 година Сдруженијето на драмските уметници на Југославија ми изработи да добијам дозвола да можам да играм представи по цела Југославија. Само под еден услов,
да во ансамблот бидат безработни членови на здруженијето. Тогаш, за да бидеш член во некој државен театар, требаше да ти е Војко Владика. Јас секоја година праќав молби и се добивав одговор, места су попуњена. Тогаш во тој новооснован театар со безработни артисти, членови, тоа беа красни актери, познати имиња како Марај Петар Ланер, Стојани Станка Живановиќ, Јелица Јованесковиќ, Милка Касмановиќ, Лела Осиповиќ, Раденко Алмажановиќ, Миле Мирковиќ, Стево Драгиќ, Богдан Павиќ, Миле Стојановиќ, Даница Поповиќ, Јозица Мали од Словенија беше, мислам, да. Низ театарот Боем продефилува многу актери, а подоцна почнаа да доаѓаат во театарот артисти македонци, како Трајко Ќоревски, Тасо Тасевски, битолчанец, кој мајстрално го играше Осман Бек во македонска крвава свадба, Динча Зајковски, Павле Хаджикимов, Блашка Дишленковиќ и Предраг Дишленковиќ, Динча Трајковски и сестра му Лена Трајковска, Благој Црвенков, Славка Петрова од Кочани, Боро Милошевиќ и многу други, нека не ми се лутат ако не им ги спомнам имињата. Патувавме по цела Југославија, а претежно во Македонија. Имавме голем успех кај публиката, затоа што покрај делата на странски автори, како например Крвава освета на Корзика, на западу ништо ново од Ремарк, Звонар Богородичне цркве од Виктор Иго, Жена Сатана од Ремарк, но каса штих беа нашите представи, како например пиесите на Васил Љовски, на Ристо Крле, на Антон Панов, како и на Војдан Чернодрински, Македонска крвава свадба. Кога сме веќе кај Македонска крвава свадба, побуден сум да кажам еден настан. Гостувавме во Гостивар и одеднаш по градот лепеа плакати дека доаѓа Скопско народно позориште. Началникот на началството ме викна и ми вика: вечерас ви нема да радите, долази позориште Кралј Александра. И јас му велам: мислам, молам, господин началниче, па ние од тоа живееме, што ќе земеме, тоа делиме, утре не ќе имаме што да... Ма немојте и да дате, нико вам неќе дочи. Позориште Кралја Александра е то. Ево, ајде, закажавме ние представа, ма која представа? Ја туривме Македонска крвава свадба. Кога вечерта кај нас преполно, а нивната представа се одложила, па дури и членовите на Скопскиот театар беа на нашата представа. И утредента началникот не протера од градот. Дојдовме во Тетово, истата ситуација. Ја даваме крвава македонска свадба. И кога Цвета му вели на Осман Бек: удри куче едно, јас сум македонка, учена на мајки, сите од публика стана и вика: таќе, театарот се претвори во митинг. Дојдоа кордон жандари, не собраа сите актери така како што бевме облечени во костими, не одведоа во началството. Да се вратиме сега, другар Прличко, со спомените на првите чекори на скопската театарска сцена крај Вардар. Вие член на предвоеното Скопско народно позориште, за кој пред малку зборувавте, станавте непосредно пред Втората светска војна. Игравте со славни имиња на југословенската глума, а исто така бевте вклучени во пиеси од македонски автори. Како дојде накусо, да ни кажете, до ангажманот во Народното позориште во Скопје и што тој значеше за вас?
1939 година пододборот на Сдруженијето на драмските уметници в Скопје даваше една приритба во корист на безработните артисти и чланови на Сдруженијето. Мене како комичар ме повикаа од Врањска бања да учествувам во таа програма. И јас дојдов. На представата беше режисерот Анđелко Штимац, ме гледаше и веднаш стана, отиде и по едно време се враќа со управникот Велја Живојиновиќ и продолжија да ме гледаат. По представата веднаш ми предложија, ако сакам да бидам член, јас прифатив веднаш, затоа што тогаш баш се оженив и сакав малку да се смирам, не можев повеќе да патувам и така станав член на Скопскиот театар. Со кои артисти игравте тогаш? Рековме нека тоа е време на цела една плејада истакнати југословенски артисти. Па, тука во театарот беа многу добри артисти. Прво би го спомнал Чика Пера Јованови, Срдановиќ, Джимичка, потоа Пуле Татвиќ, такви големи глумци, што подоцна театарот Скопски стана кадар што одеше и во Белградскиот театар. А дали се сеќавате во кои пиеси од македонски автори игравте во тоа време? Моја прва роља со која ја освоив публиката беше Илче во Милион маченици од Ристо Крле. Си спомнувам за тој настан. Како публиката ја гледаше таа представа. Како реагираше затоа што сцената го слушаше својот мајчин јазик. Тоа никогаш нема да ја заборавам, таа моја представа играна на македонски јазик во оноа време. Вашиот богат и раскошен талент доби свој висински замав веднаш по ослободувањето и тоа е така наречениот втор период во вашето актерско творештво. Да се обидеме, другар Прличко, да го реконструираме ова бурно време на голем ентусијазам, на ставањето темели на македонскиот професионален театар, на први големи успеси на македонскиот театар и така натаму и така натаму. Тоа време јас како актер го делам на два периода. Период кога сум талтал од град во град повеќе гладен од што сит по патувачките театри и период кога бев понесен од нашата револуција, од нашата партија, која ми овозможи да бидам слободен и до сцената се изразувам на свој мајчин јазик. Доброволно стапив во редовите на нашата народно-ослободителна борба. Прво бев во Жеглани, потоа во командата места број 3 во рудникот Катланово. Командант беше Мачек, а комесар покојниот Тошо Димов. Еден ден по еден курир добив позив да се јавам веднаш во Агипко при главниот штаб во Врановци. Го премина Вардар, дојдов во Зелениково и таму го најдов Тодор Николовски, кој исто така добил покана. И заедно, јас и он, тргнавме кон Врановци. Прво бевме во Количани, од Количани не испратија во Врановци и таму во една куќа бевме одредени и почнавме да работиме на програмата која треба да се даде во првиот ослободен град. Ослободувањето, онаа група Кочо Рацин пристигна во театар. Театарот го најдовме опустошен. Никогаш нема да го заборавам оној елан, оној ентузијазам со кој почнавме да работиме. Секој актер од нашите актери имаше под патронат
некое село за кое беше одговорен за културно-просветна работа. Јас во тоа време, нескромно е да го речем, морам да го кажам, бев првиот председател на културно-просветните друштва. И тогаш просветните друштва беа така масови. Исто така, во сите фабрики имаше по едно културно-уметничко друштво. Се сеќавам ново формираното друштво Кочо Рацин, драмската секција беше така масова, што во Народниот театар даде една целовечерна представа Голтари, стариот циганин, која јас ја режирав и јас тогаш бев во таа драмска секција Кочо Рацин. Во првите години по ослободувањето се паѓаат и историските гостувања на драмата на Македонскиот народен театар, најпрвин во Белград, потоа во Бугарија, односно во Софија. Подосна со Народниот театар од Штип гостувавте одново во Софија, а како гостин настапивте и во представата на областниот Македонски народен театар во Горна Џумаја, денешен Благоевград, Печалбари од Антон Панов. Веројатно другар Приличко, вашите спомени од сите овие настани се можда незаборавни, пресушни би рекол. Па како што реков преди, дека пиесите на овие наши автори одигра значајна роља. Јас би спомнал само пиесата Чорбаджи Теодос, чија премиера беше 46 година, со која пиеса ги обиколивме сите градови и села на Македонија. Сирома Чорбаджи Томче, изгоре за стојанка како биволче за водичка. Еј, младост, лудост, а татко му го нема. Се успал, тој да задоцни. Еј, да сум жена да го колнам, да би не станал, да би не се разбудил, да би глава скршил, да би биде работата. Туку тој и наносила ќе дојде кога има нешто да лапне. Тамачар, дерикожа, толку лозија има и моето сака да ми го земе. Бре, ќе ми го земе лозјето, ламја ненаситна. Еј, лозје, моје лозје, баш како во песната, јазете садам кој ќе те бере. Бре, горештина денеска, сонцево само што си испилило, ѓаволски пече. Денес ќе испукаме од горештина. Нашето ти е како во песната, иде у гора вуци, слези у село турци, влези у црква светци, излези вонка слепци, влези у куќа буи, излези вонка муи. Се така ти е нашата работа. А горе на патон циганите чекаат богат гум. Чорбаджи Теодос, леле што би тој бил за кум, а? Леле што би било кумство, што би бил џумбуш, тоа да сторам. Цигански кум да го направам, па да заборави на моето лозје. Да не побиде некој друг, тој да нагази. Јас те пратив на лојзе калино, јас те пратив на лојзе калино, и на лојзе оди, бело гројзе бере, на ергени даваш моли калино, и на лојзе оди, бело гројзе бере, на ергени даваш моли калино, пусто да остане мало гројзето,
Го следите интервјуто на новинарот Иван Ивановски со великиот македонски театарски и филмски актер, доајен на театарското и филмско македонско глумиште Петре Прличко, снимено во 1987 година. Вие другар Прличко, освен како театарски и филмски артист од голем југословенски формат, се познати како режисер, посебно придонесувајќи за афирмацијата на македонската драма. Освен тоа го режиравте и првото македонско национално оперско дело Гоце од Кирил Македонски. Јас пред се сум артист. Во оноа време некој мораше да прави и тоа, да режира пјеси, а јас така бев поопитен во таа работа. Затоа што нашиот македонски театар почна со двајца професионалци. Тоа беше Тодор Николовски и јас. Голема благодарност му должиме сите ние на Димитар Ќостеров, кој даде голем придонес како раководител, педагог и режисер. Моите очи во оноа време беа свртени кон нашите домашни автори, кон оноа наше старо историско минато, пјесите на Антон Панов, Војдан Чернодримски, Ристо Крле и пјесите на Васил Илјовски. Васил Илјовски, Кузман Капидан. Крилја, пушки нарамо, летај Кузмане. Каква сила има во овој човек, што така може да се радува како дете. Сила на извор што си пробива корито низ железна карпа. Сила на Никулец стрти и низ тврда земја избива кон сонцето. Тоа е сила на животот, што се бори за живот. Многу се насобрало во него и нешто ќе излезе. Среќата ти е превртлива, како и луѓето. Допреѓе таа го обсипуваше Кузман Капидан со чест и слава, сега го валка со срам и презир. Така, се додека е жив човекот. Дури од кога ќе умре, тој почнува да живее со еден спомен за себе, убав или лош. Со убав ретко по некој. Барем овој краток живот да не се скратува и баре да не се радуваат кога се одзема умот и главата под која тупка јуначко и храбро срце. Живите се повеќе за жалене. Умрелиот умрел еднаш и толку, а во живите секој час умира по нешто од она што е најубаво во животот, вистината, правдата, човештината, и тоа најчесто кај оние што се плашат за животот, што се плашат од смртта, а највеќе живее во оние што се готови секој час да го дадат својот живот, што не се плашат од смртта и што повеќе сакаат да му дадат на животот, отколку да бараат од него. Тие се најарни, од која вера и да биле. Сега се малку на веков. Мнози на земјава ја гнасат, малкумина ја красат, зато Омер Хајам пел, поправо плачем. Со звездие едно има што се вика бик, а земјава велат лежи на друг таков бик. Помисли си и погледни, магариња колку меѓу двата бика роват во овој миг. Крај, секој крај е нов почеток. Крај на почетокот и почеток на крајот, синџир, а секој човек е по една алка во тој синџир. Само некој го трга синџирот напред, а некој назад, а некој сака да го сапре. Напред го тргаат синџирот луѓе како Кузман Капидан. Тие се цвеќе, украсна животот, туку бурјанот и трништата ги задушуваат. А тие се првите цвеќиња што јавуваат дека иде пролет. Убаво,
време, а самите загинуваат, зашто никнале и се расутиле пред време, дури уште царуваат мразови и студени ветришта. Кузман, капитан, дувна ветрот, го покоси цветот. Да се задржиме на она што е ваша основна и трајна вокација, глумата, со која имате оставено и најдлабоки траги во македонското актерско творештво и уопште во македонската култура, да ги подсетиме нашите слушатели за тоа дека вие покажавте интересирање и за низа други видови на уметничкото творештво. Во првите години на ослободувањето можете интензивно се занимававте со драматургија, а некои ваши текстови беа играни, колку што мене ми е познато, и на професионалните сцени во Македонија. Јас не знам дали да ти одговорам на тоа, на ова прашање. Затоа што поради тоа на некои луѓе сум им трнди во очите. Јас не сум писател и не настојувам да бидам тоа. Потреба беше во тоа време и во таа насока јас да го дадам својот придонес. Јас ги напишав едночинките како умира партизан, второ пришествие кое е наградено на конкурсот со втора награда, а првата не беше доделена. Голтари, еден е патот, Итра, Лисица сред Стапица, како и многу пјеси кои ги работат за куклениот театар. Значаен е и вашиот ангажман во представите на младите, како автор на многу драматизации, како режисер и артист. Со вашето име е сврзана и произведбата на првата куклена представа Силјан Штркот, а тоа ќе рече и основањето на тогашниот куклен театар, што прерасна во младинско-детски театар, денешен драмски театар. Како потреба за најмладите гледачи, решивме да формираме куклен театар за деца. Среќна околност беше што се јави Светлана Малахова, која мајстрално правеше марионетски кукли. Јас ја направив драматизацијата на Силјан Штркот, таа куклите,
И со таа пиеса се крена завесата на првиот детски куклен театар. Потоа ја прикажат Вешумска дружба од Славко Јаневски, Златна рибка од Светлана Малахова, Храбриот Цане и Ламњата Али Баба и 40 разбойника, што јас ги пишував и драматизирав. Со формирање на операта, куклениот театар премина во салата на гимназијата и раководството го превзеде Лазар Балабанов. Потоа куклениот театар доби нова зграда, раководството го зеде Ристе Стефановски. Мојата соработка со куклениот театар не престана. Јас дури правев живи играни представи како Николетина Бурсач и други. Збор 2 да ни кажете и за вашиот ангажман во дела од оперетскиот жанр на сцената на Македонскиот народен театар. Јас во она време бев катица за се. Зедов учествував во 2 наши оперети. Ко толкува ликот на Шјорбепо во Мала Флорами, како и тамничарот во оперетата Шиш-миш. За вашиот ангажман на играниот филм може многу да се говори, но времето не дозволува толку да се подсетиме барем на оние антологиски остварувања на филмот, а една од нив е без друга улогата на Манданата во филмското остварување Мистон. Па Манданата во филмот Мистон ми донесе широка популарност, ме одведе во нашите граници. На фестивалот во Единбург, во Осло, Манданата ми ја дари Пулската златна арена. Имам играно во многу југословенски филмови во продукција на Абала, на Вардар филм Кошутњак. Имам играно и во една странска копродукција во филмот на Алберто Латуада Степа. Во овој негов филм толку една значајна улога. Вашето име е неделиво од почетоците на Радио Скопје, учествувајќи и давајќи непреценлив придонес во формирањето на безброј емисии од различен карактер. Да се подсетиме на вашите незаборавни учества во некогашните популарни весели емисии, во кој знае колку радиодрамски остварувања, детски емисии и така натаму и така натаму. Нескромно е. Па ја, спортски да се изразам, и јас сум дал некој гол во ова радио-телевизија. Јас сум првиот артист што проговорил на радиото. Па бога ми, првиот артист што го играл првиот телевизијски кадар. Бев режисер на детската емисија. Со солдатов заедно основавме веселата емисија. Пишував материјали. Дававме живи, весели вечери во Народниот театар и во старата зграда на Малцинскиот театар. Веселата емисија така се одомачи кај нашата публика, што се случуваа и вакви работи. Председателот на градот го води состанокот и предлага: другари, имаме еден предлог. Да изслушаме веселата емисија, па да го продолжиме со стомекот. Да, веселата емисија одигра значајна улога во онаа време. Во обидот да направиме една мала антологија на вашите најуспешни остварувања на сцената, би тргнале од вашата знаменита улога на Еротије Пантич во сомнително лице од Бранислав Нушич, што со некои мали незначителни прекини ја играте повеќе од 40 години во маестрална постановка на Димитар Чостаров, со која и неодамна го прославивте 80-тиот роден ден. Улогата на Еротије Пантич сум ја толкувал и порано во мојот театар,
Но сега, после ослободувањето со формирање на нашиот македонски театар, со моето созревање како актер, јас се размислив, дали мојот светски началник од Велес беше смешен. Напротив, тој беше страшен. Кога одеше по улица, целата чаршија бегаше од него, а тој ќе се запре кај некој што реже дрва, па ќе го праша: "Јели Панче, на колико реза режеш ти ова дрва?" "На 3 господин началниче." "За мене на 4. Значи, Панче треба да однесе дома 4 метра дрва, 4 реза и некој ќе го лавне кучката." Не беше смешен, беше страшен. И затоа јас решив да го играм поинаку. Во тоа има многу заслуги на режисерот Кјостаров. Јас го играв така што ситуацијата да биде смешна. И тука е тој успех мој. Тука е затоа што јас направив еден нов Јеротие, направив една улога која многу ја сакам. И тоа е моја животна улога. А сега, накусо, нека ми биде дозволено да задржам на спомнатото Прличково капитално остварување, тоест на улогата Јеротие Пантич. Овој лик, како што ќе истакне Јован Бошковски, до таа мера е пластично извеан, што веќе не можеме да си замислиме некоја друга варијанта од она што ни ја дава Прличко. Од тука и пишувањето на двајца други критичари од Белград, Павел Брос и Чедо Кисич, дека за ова импозантна креација на Прличко не е лесно печатокот да се изрази со едноставни зборови. Кога веќе ја спомнав критиката, да подсетам дека најголемите пера во југословенската театрологија исклучиво во суперлативи пишувале за Прличковиот Јеротие Пантич, од што не е тешко да се извлече заклучокот дека Прличко е најдобриот толкувач на оваа улога во Југославија. Затоа Јосип Видмар и Елифинци, Велибор Глигорич и Јован Попович, Виргил Курбел и Јован Чирилов, Бора Гличич и Ранко Маринкович, Влада Маđаревич и Слободан Селенич, да ги спомнам само нив, ќе го оценат и ќе го извојат неговиот висок дострел во сомнително лице како сценска велесила, како ремек дело, како богат и непресушен извор, како столб на целата представа. Сево ова ми дава за право да констатирам дека Прличко е артист со огромен уметнички потенцијал, посебно во доменот на мушкевиот театар. Дека Прличковата игра се одликува со неисцрпна фантазија и свежина, дека тој е мајстор на детаљот, дека го дава одговорот на прашањето како треба да се игра Нушич. Само благодарение на маестралната роља на Прличко во сомнително лице можеше да се задржи оваа представа толку многу време, повеќе од 4 децени, што е куризитет за себе, феномен веројатно единствен во македонскиот и југословенскиот театарски простор, што е доказ за една неверојатна виталност и неисцрпна енергија. Оваа ролја ќе остане како една голема актерска студија во македонската и југословенската глума, како најсветла точка во изведбата на сомнително лице. Во оваа смисла е мощно карактеристично искажувањето на познатиот македонски писател Коле Чашуле. Приказната за Јеротие на нашата сцена е неекзистентна надвор од творештвото на Петре Прличко. Во неговата сила треба да го бараме одговорот како беше можно низ нејзината фактура квалитетно да се изврши смената на неколку генерации во нашиот театар, смена што денеска е во тек и ќе стане јасно зошто и по толку години сомнително лице е најдобрата и несигурна мера на нашиот театар, кога ќе дојде денот да го мери растот со другите југословенски театри, ќе констатира Коле Чашуле додавајќи дека Петре Прличко е наша најарка театарска личност, белег на нашето театарско и јазично подрачје, вечавање кое никогаш не изневерило. Што би рекле за Митке од Коштана од Борислав Станковиќ, што се смета исто така за едно од вашите капитални артистички остварувања? Митке е улога која многу ја сакам. Може би затоа што и тој тагува за својата младост и јас тагувам за својата младост. Мислам, би треба да кажам нешто што досега може не сум го зборувал. Јас другував со правата Коштана. Јас ја познавав неа лично. Јас 9 години со мојот театар гостував за време на летните сезони во Врајнска бања. Секогаш кога се играше Коштана, таа седеше во првиот ред, не гледаше на сцената,
Гледаше како реагира публиката. Чудна беше. Болен сум од самиот себе. Ушто од кога на свет сум прогледал. Ушто од тогаш сум болен. Стамбул, ке реже појце бори. Жална песно моја. Стариот Реджеб на пат, а јас кај неа водаја. И тоа идучки нога да не ти шушне. Ноќ паднала, месечина се спуштила, а таа Реджеповица ме чека. Лежи на душеци гола, млада капка. Снага да цунеш па да се заплачеш. Раце надлава фрлила, коса црна филдиш растилила околу себе и ме чека. Гледа како уште од вратата со незините црни пусти очи би ме исела, испила, гледа, чека и пее. Рафистин де он алма, бешијал бешалма, на рафтот 10 јаболки, 5 земи, 5 остави. Дремка ме фатило на незиното зрело, бело грло, а стариот Реджеб од долап каде се беше сокрил, со јатага на мене полете. Да виде, писна, бргу од себе свилена кошуна соблече и дрзна ја каганот. А ножу се знае свила месече и јас така шив. А неа после жива во мреча е врзале и во морава е фрлиле. Свирете ми и пејте, бре.
Иако јубилеот во далечната 1973 година значеше ваше одење во пензија, вие се до денес сте мощно ангажирани. Настапувате на телевизијата, пред тоа игравте во кабарето Коприварник во Драмскиот театар, режиравте во Внатрешноста наша република, игравте истовремено. Сега моментално настапувате во две пиеси од тековниот репертоар на Македонскиот народен театар, Сомнително лице и Чорбеџи Теодос и така натаму и така натаму. Одхате толку енергија и на прагот на 9-та деценија од животот. За мене нема мирување. Така сум скроен, така ќе се искинам 6 децении и подарив на богинята Талија. Повеќе од 6 децении, 65 години. Да, 65 години. За мене театарот од секогаш бил и останува жариште на културата. Ниеден медиум не може да го засени театарот. Нема да го засени живиот збор кој извира од лабината на актерската душа, ја преминува рампата и се слева со душите на гледачите. Јас толку го сакам театарот, што кога одново би се родил, пак би посакал да бидам тоа, артистот Петре Прличко. Како пензионер скоро 15 години, освен со повремено настапување на сцената и со играње, со што друго го исполнувате своето слободно време, ако воопшто го имате? Па, благодарение на мојот хоби, риболовот, кој исто така доста допринесе до овие години бидам баков како што сум денес. Да го завршиме овој разговор со едно прашање за тоа како гледате на изминатиот повеќе од 60 години плоден и бурен актерски век. Вие сте еден од првите добитници на најзначајното југословенско признание наградата Авној. 3 пати го имате добиено највисокото признание во Македонија, наградата 11 октомври. Добитник сте и на низа југословенски признанија, освен тоа имате играно и во проекти надвор од нашава република. Има ли нешто што не сте го оствариле и што е тоа? Нема зашто да жалам.
babitan ceto aman-aman uyovan nanas pasevi. Argatite opaman site nomi nevesti najovana argatite aman-aman site stari babi